следува. Утрово започнуваме со вистинска македонска гордост. Арт Балет Скопје, балетското студио што 20 години го носи нашето име на европските сцени и го претвора талентот во уметност што остава без здив. Студиото на Тамара Ѓурчиновска, творец, визионер и сила што движи генерации. Зад себе има 27 представи, десетици наградени танчери и интернационален надпревар Stage, кој годинава обедини над 1600 млади уметници и го претвори Скопје во танцов центар на регионот. Денеска во нашето студио ќе ја дадеме глас на приказната што стои зад тие светла, зад таа дисциплина и зад соништата што стануваат кореографии. Останете со нас. Следува разговор што ќе ве натера да верувате дека македонската уметност не само што живее, туку и лета. Ова е инспиративна приказна од нашето студио, студиото на утринската носител ја сака Македонија, ја носиме буквално до секој еден дом. А низ целата таа балетска приказна, балетска магија не води нашата следна гостинка, односно соговорничка. Добро утро, Тамара Ѓурчиновска. Добро утро. Многу ми е драго што сум ова саботно утро во Ја сака Македонија, бидејќи минатата сабота беше сосема поинаков ден и поинакво утро не само за мене, туку за илјадници детски срца дојдени по една причина, за еден повод во Скопје, во Националната опера и балет, а тоа е интернационалниот танцов надпревар Stage. Така, јас ќе бидам поконкретен или буквално ќе цитирам за да дадеме уште толку тежина нели на самиот настан. Велим Тамара Ѓурчиновска, балерина, кореограф, продуцент и меѓународно лиценциран судија, веќе 2 децении представува синоним за уметност, елеганција и посветеност кон сцената. Како започнува целата приказна околу балетот на Тамара? Целата приказна започнала од моето рано детство, но морам да признам дека првично бев влюбеник во спортската гимнастика, но од кога го открив балетот преку балетска представа, тоа беше магијата на моето срце, на мојот живот, тоа беше мојот патоказ, каде што мојата имагинација никогаш не застана. Се уште се сметам себе си за вечно дете, затоа што сметам дека секој возрастен човек треба да си го чува детето во себе и само така ќе се водиме кон подобри соништа и остварувања не само за нас, од кога сме биле деца па и возрастни, туку и како синоним за идните генерации и како нивна инспирација и мотивација. Дека Тамара Ѓурчиновска е вистински инспирација, покажа и настанот кој по 7-ми пат минатата сабота се случуваше во Скопје, обедини десетици држави, неколку континенти, вкупна бројка 1600 учесници на еден интернационален настан Stage. Ајде да ги воведеме луѓето во приказната, веќе гледаат дел од фотографиите, односно тоа што се случуваше. Вака, идејата за Stage се роди преку интеракција со сите преостанати танцови и балетски клубови низ Европа пред се, па потоа низ светот, бидејќи како балетско студио Арт Балет ние сме за сега се уште првите и единствени кои што заминали ја представиле Македонија и на друг континент, тоа е Африка, од каде што сме донеле навистина огромни успеси и секогаш за мене се предизвика работите кои што се кажуваат како невозможни, затоа што секогаш сакам да докажам дека се возможни и дека може да бидат перфектни кога се работи со срце и кога се работи за деца. Значи, мојата инспирација вечна се децата. Детската среќа, детската насмевка, детската енергија, и Stage го започнав токму поради нив, бидејќи како мала јас немав токави можности да ги прикажам сите мои соништа на една голема сцена. Таа голема сцена ни беше ограничена на еднаш годишно и сака во животот да им подарам многу повеќе на сите деца. И така се роди спонтано и Stage пред 7 години, бидејќи ова беше 7-то издание, веќе наредната година ќе го имаме 8-то, каде што ќе биде веќе и во проширена варијанта. И навистина ми е драго што бев истраена во тој сон и оваа година докажавме и покажавме како можеме светот да го собереме на едно место за еден повод и да собереме толку среќни држави, деца, возрастни, млади на едно место и истите да ги угостиме и да ги спратиме уште посреќни.
Така е, седмо оделение, ќе речев, седмо издание, седма среќа или седмицата некако, барем со среќа, некако ја поврзуваме. Многумина на коментарите на социјалните мрежи се дека ова издание беше навистина посебно, уникатно, специфично, пошто се разликуваше од сите останати, односно како успеавте да ги координирате пред се 1600 учесници кои се појавуваат на сцената, но не се единствените луѓе, постојат и многу други луѓе за самата сцена. Што се случуваше сите тие 3 дена? Многу убаво прашање на кое што сакам навистина детално да одговорам, бидејќи иако јас сум носител на целиот овој проект, зад мене стои цело едно семејство. Кога мислам на цело едно семејство, тоа е целиот тим на стејдж, тоа се моите деца од арт балет, тоа се моите другарки, тоа се моите роднини, блиски пријатели кои што работат со истата енергија и сила, бидејќи знаат колку оваа работа на мене ми значи. Оваа година е оцената како една од најдобрите и безпрекорна во организацијата, токму поради фактот дека на стејдж работат истите луѓе константно и сите ние сме толку убаво распределени и распоредени, што секоја година умееме да ги запазиме и најмалите детали кои што можеби ние мислиме дека промакнале или сме ги пропуштиле, сме ги изоставиле, иако другите не го прецизираат и потенцираат тоа, сепак ние си бараме секогаш некоја ситна грешка која што сакаме да ја подобриме и оваа година навистина можам да кажам дека не постоеше ниту една грешка, а тоа е само поради тоа што тимот сплотено работи како едно семејство. Тука би сакала да ги отпоздравам и вработените во Македонска опера и балет, начело со техничкиот директор Горан Кочишки, тимот кој што го создаваме да работи за сцената, се повторно истите луѓе кои што години на нас работат и веќе ако беше тежина во почетоците додека го создававме стејдж, посебно во првите 3 до 4 години, сега буквално и сценските работници, вработените од Македонска опера и балет, моите пријатели кои што работат на овој настан, го работиме тоа со песна, додека местиме сцената, а тоа се случува во ноќните часови дента претходно, пееме, играме, се забавуваме, нема нервоза, нема стрес, бидејќи знаеме што не очекува следниот ден, сите ние носиме една голема одговорност да ги усреќиме сите деца. И верувам дека сте успеале во намерата, затоа што на сите фотографии, на сите видеа имаме детски насмевки, имаме срекни луѓе кои зрачат со позитивна енергија. Дали тоа наговестува дека во иднина и тоа како барем со ова темпо ќе се продолжи или можеби со уште поголеми чекори ќе се совладува сцената и балетот ќе доминира во Македонија, обединувајќи не само држави, туку и континенти? И ти благодарам, навистина имаш посебни прекрасни прашања на кои што со задоволство сакам да одговорам. Мојата мисија е да ја издигнам културата на едно многу повисоко ниво. Посебно стејдж и овој проект кој што покрај културата, значи тука го обединува и туризмот. Бидејќи ние минатиот викенд, не само минатиот викенд, туку и деновите пред викендот, се соочивме со преполн капацитет на сите хотели во околината на центарот на градот, па и надвор од него. И што навистина ме радува, бидејќи така живееме сите. Градот е полн со среќни лица, културни лица кои што се дојдени да го презентираат танцот, а и ние сме поканети кај нив. Ова се вика една меѓународна соработка, значи опфаќаме повеќе фактори, меѓународна соработка, културен туризам и издигнување на културата, и тоа не на било кој начин, бидејќи едно е да се работи со возрастни лица и професионалци, сосема е поинаква тежината и големината кога се работи за деца, вклучени од најмала возраст. Гледачите може да видат дека на фотографија има деца и од 4 годишна возраст. Тие деца се нашата идна публика, тие деца се нашите идни звезди на сцените, тие деца се нашите идни иноватори. Сите ние имаме задача да сето ова го правиме на многу високо ниво. Јас веќе имам идеи
и промени за следните изданија на Стејч. Дефинитивно можам да најавам дека Стејч се проширува од следната година, дека се вклучени многу поголеми награди, импресии, па и изненадување за публиката, изненадување во бекстејч, изненадување на самата сцена, во фоајето. Веќе идеите се, како да кажем, течат низ мојата глава, а инспирацијата ми ја донесоа сите овие среќни деца, премногу талентирани деца, тие, нивните тренери и нивните родители како поддржувачи во публика. Ме фасцинира бидејќи ние изминатиот викенд се соочивме со разни нации, култури и држави. И секоја една од нив донесе по една преубава лекција и порака како понатака да тераме. Така е, за танцот, за самиот балет велат колку е уметност, толку повеќе е дисциплина, одговорност, а трудот нели секогаш или барем понекогаш треба да биде награден и символично со некакви награди. На дел од фотографиите видовме пехари, видовме медали. За какви награди стануваше збор? Кој ги понесе правите или најдобрите и кои беа критериумите? Вака, секогаш на балетските надпревари се оценува техника, кореографија, општо мислење на самиот кореограф, формации, позиции, музикалност и целокупно костими, значи дали приказката е доведена во еден целосен пакет, кога сите тие елементи се сручени во еден фин пакет, тие се бодувани највисоко и имаме гала вечер од најдобрите кореографии и на гала вечерта се доделуваат и парични награди, како и котизации за следни фестивали, танцови надпревари, семинари. Зашто даваме парични награди? Даваме парични награди да ги мотивираме децата дека трудот секогаш се исплати. Сметам дека е една мала минимална надопуна и мотивација, бидејќи јас самата како кореограф и балетски играч, тоа сите кои што се занимаваат со оваа работа знаат колку чини еден балетски костим, да се сошие колку чинат едни балетски обувки. Морам да се изразам како обувки за обичниот народ. Нели колку тие коштаат балетанки, меки, шпиц патики, хула-хопки за балет, сценски костими, сценска шминка, фризура, додатоци, торбици за носење на целата таа опрема. И сметам дека е значајно кога вложуваат и инвестираат родителите, тоа да го вратат и наставниците и организаторите на било какви настани. Да им докажат и покажат на децата дека нивната постојаност се наградува, дека нивната упорност се наградува, па и да им помогне за идни настани надпревари. Мојата цел е овие деца да продолжат и да ги помогнеме секогаш со нешто креативно и добро кое што на нив ќе им значи и ќе ги поттикне да од оваа сцена на следната се појават уште подобри. Во тоа сигурно сме уверени дека така ќе биде, затоа што 7 години благодарение на овој голем интернационален настан Стејч се покажува дека таму може да бидат само најупорните, би рекле, најталентираните, најистрајните, но Тамара Ѓурчиновска, ако се наврати 20 години наназад и кога го гледаше сега 7-то издание на Стејч, какви мисли поминуваа низ глава, што си велеше, дали се пронаоѓаше во секое едно од децата кои се токму на сцената и го изведуваат својот перформанс? Во секој едно од нив. Буквално, посебно во најмалите, тие будат секогаш посебни емоции кај мене. И само во прашање буди посебни емоции кај мене, бидејќи арт балет пред 20 години беше еден сон само на едно семејство. Впрочем, целиот иницијатор на арт балет и приказната арт балет и вербата во мене беше мојот татко, дека можам да успеам. Тој е првата моја публика, првиот човек кој што силно и цврсто веруваше во моите амбиции, во моите можности, во моите способности, кои можам да ги подарам не само на публиката, туку и на целиот свет. Општо и како човек, и како балерина, и како организатор, наратор, како наставник. И сето ова започна како еден мал сон помеѓу двајца, но кога ќе видам колкав белек и печат остави низ овие 20 години врз илјадници деца,
признаени награди, меѓународни, светски, на различни дестинации низ светот. Многу сум горда што имав таков поддржувач како што беше мојот татко, и тој остави траен белег, и секој еден настан, па дури и ова 7-о издание на Стејч му го посветувам него, бидејќи знам колку се радуваше да гледа од публика млади таленти, не само мене, туку се радуваше на секој едно талентирано дете, и така јас продолжувам да ја негувам неговата мисија и да поддржувам дури и деца кои што не ги познавам, и моите деца од арт балет, беспрекорно, затоа што секој еден од нив утре ќе стане големо име, и ние сме тука да му го покажеме патот или да му го помогнеме. Не да му го одмогнеме, туку да му го олесниме. Тоа е мојата мисија, и се надевам дека успешно и умешно го правам тоа, и дека во следните изданија ќе имам уште повеќе визионери и поддржувачи кои што ја делат истата мисла, визија и слика за она што е Стејч, за она што е арт балет, да им донесеме забава на децата, да им донесеме повеќе културни настани, да ги изнесеме повеќе надвор државата, бидејќи навистина македонските играчи имаат огромен квалитет, само ни треба малку поголема поддршка и верба во себе. Кога сме кај самата поддршка во таа насока, сакам и да го заокружиме некако целиот овој инспиративен разговор. Која е идеалната возраст за едно девојче, па и момче да започне да се занимава со балет? Кои се оние предиспозиции кои треба да се исполнуваат минимум за да може да почне да се пишува таа балетска приказна, која се чини дека трае до крајот на животот, кога еднаш ќе се започне? Вака, најубавата возраст, би рекла, што помали, тоа подобро. Посебно за првите чекори, кои што се буквално изучување моторика на движење, држење на тело, изучување на ритам, тактови, синхронизација на раце, нозе, глава, тело, бидејќи не секој има вродено осет и чувство за сето тоа. Ние во нашето студио практикуваме со полни 4 години, но и не значи дека ги примаме децата. Секој детенце има пробен час, каде што ние можеме да увидиме дали детенцето е зрело да го прати часот. Тоа е една од најважните работи, да го прати и да сака, и да е делумно самостално, да започнува да биде самостално. Но би рекла дека нема да сгрешат родителите кои што ќе го запишат своето дете и на 5, и на 6, и на 7, и на 8 годишна возраст, но најдобро е до 8 годишна возраст. Зашто? Бидејќи понатака веќе самото тело како расте се скрутува, сите ние имаме некои собствени врелини и мани, нели, кои што ги носиме, тоа се генетски работи, предиспозиции, на кои што самите вежби може да влијаат многу подобро и да подобрат и кондицијата и држењето на самото тело, и да ги подобрат одредени работи кои што дозволува самото тело на човекот да ги подобри, мака и некои луѓе навистина апсолутно дека телото не е во можности за танцување, но тоа се ретки случаеви. Би рекла дека е доволна само желбата, љубовта и подкрепата од дома. Бидејќи сум сведочела низ годиниве, покрај основните предиспозиции, видете, за танц треба да имаш талент. Да, така е. Тоа е. Значи треба да имаш музикалност, треба да имаш фигура, висина, тежина, кои што се генетски, пак ќе кажам, се генетски предиспозиции, но сум сведочела низ годините и во моето растење и во едукацијата на децата дека и со 10% шанса може да се успее. Со 10% талентот не мора да е секогаш 100%. Некогаш упорноста навистина прави чуда, постојаноста, амбицијата, љубовта и сплотеноста на сите околу тебе. Не е доволна само желбата детето да сака многу, а неговиот родител да биде незаинтересиран. Апсолутно едно дете, без разлика дали се бави со балет, со уметност, со спорт, сметам дека целото семејство мора да е вклучено колку што и самото дете, да го прати и будри низ целиот процес, и кога победува и кога губи, а никогаш нема да научиш да победуваш доколку не научиш да губиш. Првата работа што треба да ги научиме децата е да научат да загубат, за да умеат да се изборат да добијат. Тамара Гирчиновска, благодарам за инспиративниот разговор. Верувам дека мотивиравме многумина, па затоа и до година да се гледаме на 8-то поред издание на Стејч. Ви благодарам.